На местото кое пред повеќе години беше дива депонија на надвозникот на излезот од Тетово, несовесни граѓани повторно фрлале разновиден отпад. По пријави до инспекторатот, екипи на јавните предпријатија со механизација спроведу акција за чистење на собраниот смет, на кое присуствуваше и првиот човек на општина Тетово. Милелка сами апелираше до граѓаните да ја заборават оваа навика, да фрлаат каде ќе стигнат, затоа што од неодамна функционира собирен пункт каде бесплатно можат да остават кабаст отпад. На ова локација која претходно беше алармирана како критична точка каде се фрла кабаст отпад од несовесни граѓани и од моментот одма реагиравме со локалните власти, предпријатија и инспекторатот и излегува на терен и веќе од денеска е почнато интензивно се работи во расчистување на ова дива депонија. Истовремено ги замолуваме нашите сограѓани да ова не треба да биде лицето на Тетово не треба да биде тоа што сите ќе гледат кога ќе влезат во нашиот убав град. Ги замолувам сите да не фрлат отпад каде што не е местото, затоа што веќе е промовирана локацијата за фрлање на ваков вид на кабаст отпад која не е подалеку од 200-300 метри од ова локација. Вакви критични точки во градот има неколку каде граѓаните оставаат разновиден отпад, од комунален смет до мебел па дури и градежен шут. На 6 локации општина Тетово постави видеонадзор, а инспекторите ги засилија контролите и на терен, при што се изречени и казни за несовесните граѓани. Уште еднаш апелирам да до сите граѓани да соработуваат во делот на тоа ако видат некој да фрла отпад во ова место да го пријават за да ние превземаме мерки. Но исто така ќе има надзор од инспекторатот и физички, но и со видео надзор и сите несовесни граѓани ќе бидат ригорозно казнети. Околу 30 глоби дадени, односно казнети граѓаните, околу 50 во процес и околу 100 кои се пуштени опомени за ако се повтори. Значи за граѓаните, за физичките лица глобата е околу 50 евра, за правните субјекти е повисока. До пред 15 на дена во Тетово немаше локација за депонирање на кабаст отпад, така што општината во соработка со предпријатието Заубермахер отворија собирен пункт лоциран на излезот од градот кон селото Требош, каде граѓаните можат да го донесат отпадот или да побараат комуналното предпријатие да го подигне од нивниот дом бесплатно од понеделник до сабота од 8 до 16 часот.